Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме, односно ќе биде еден вид вовед за хемиска рамнотежа и ќе збориме главно за неповратни и повратни реакции. Значи, како што знаеме, кога имаме некоја хемиска реакција, да речеме X плюс Y реагира на некој си начин, така и се добива некое си соединение Z плюс W, пример. Сега, оваа хемиска реакција всушност е неповратна хемиска реакција, бидејќи гледаме дека стрелката иде само во еден правец. Но не сите хемиски реакции одат само во еден правец. Така, нели видовме пред неколку си видеа, имаше една реакција каде што имавме 3 молекули на O2 кои преминуваат во 2 молекули на O3, но исто имавме и стрелка која идеше назад. Така, значи тоа се повратни хемиски реакции. Значи, дел од хемиски реакции се неповратни, но постојат и повратни хемиски реакции. И за повратни хемиски реакции го користиме следниот символ, нели кој што го запишав таму. Че имаме една стрелка која иде вака и една стрелка која иде вака. Сега ја најчесто го запишувам како вака стрелки да бидат цели, но тие се половични стрелки. Сега, очигледно прашање да се праша до кога тече оваа хемиска реакција. Така, нели за да тече одредена хемиска реакција, треба например дали да се ослободи енергија, така дали да се ослободи енергија или да се внесе енергија, но поентата иде до крај, иде до некое си решение на равенката, така. Повратните хемиски реакции, тоа што се случува, дали цело време вртат во круг за секогаш и едноставно има бесконечна енергија? Не, значи не иде реакцијата за секогаш во круг, него се стреми до создавање на хемиска рамнотежа. Така, значи, ева како тоа ќе обележиме, овие течат до крај, а овие повратните хемиски реакции течат до создавање на хемиска рамнотежа. Значи, да видиме како изгледа тоа хемиска рамнотежа. Дали треба да има еднакво содржина на двете страни на символот или пак не мора и кога е всушност постигната хемиска рамнотежа. Значи, да видиме некое соединение X, кое преку некоја си хемиска реакција стига до одредено соединение Y, ќе брешем со сина боја. Така, сега, на почеток имаме некое си C, која е многу големо. Така, имаме голема концентрација на даденото соединение и ќе облежиме C1, а на почеток имаме помала концентрација или воопшто немаме на соединението C2. Или тоа ќе облежиме C1, ама нека биде како прим, бидејќи е за Y. Сега, како што тече хемиската реакција, таа постојано или ќе си тече во една насока, да речеме, постојано тече во една насока по долго време, како што тече хемиска реакција, ова C постојано ќе се намалува и ќе се намалува и ќе се намалува, се додека не стигне до некоја си вредност C2, кој ќе бележиме, каде што ќе биде на некое пониско ниво него C1. Така, C1 беше поголемо од C2, додека обратното или ќе се случи со Y, односно ќе се зголеми концентрацијата на C од Y, додека си вредност C2 прим, каде што C2 прим ќе биде поголемо од C1 прим. Значи, многу едноставен проблем, нели, ако имаш како едно вакво, започнаш со малце и како што тече хемиската реакција, на крај завршуваш со помалце од жолтото, а повеќе од синото. Така, после некое си време Т. Сега, ова е кај крајните. Ама кај тие каде што имаме создавање на одредена хемиска рамнотежа, има интересен процес се случува. Например, кога започнаш со X, така и се случува одредената хемиска реакција, стига до Y, кога ќе се постигне одредено ниво, само одредена концентрација, така некоја си концентрација C, која ќе бележиме C Y, нека биде, кога ќе се постигне одредена концентрација на C Y, повеќе се фаворизира течењето на обратната хемиска реакција. Така, значи овако би го представиле некако со некои измислени бројки, би било дека започнуваме со некоја вредност 10 на едната страна, и таа иде на некоја си вредност, која ќе биде друга, и сега 10, правиме 10 со 0, па започнуваме 9, од оваа страна ќе биде 1, па започнуваме ќе стигнеме 8, на оваа страна ќе биде 2, идеме 7, на оваа страна ќе биде 3, и така натаму и така натаму, и ајде да речеме дека ќе стигнеме до 6, на оваа страна добиваме 4. Сега, кога ќе стигнеме до оваа точка,
Например, во овој случај 4 е критичното ниво за оваа супстанца Y, која бележам со зелена боја, ќе почне да се случува обратната хемиска реакција, така што тоа што ќе добиеме е сега ќе се вратиме тука на 7, така, ова сега ќе стане 3. Сега чим тоа ќе се случи, нормално ќе се случи обратното, нели го видовме овдека. Така го видовме обратното. Чим ќе стигне таму, сега повторно 7 ќе стане, добра ова ќе стане 6, ова ќе премине во 4 и кога тоа ќе се случи, пак ќе се случи обратното. Така, ова сега ќе стане 7, ова ќе стане 3. И стигнува до еден вид баланс, да речеме дека овој тука е балансот, каде што веќе немаме промена, барем не некоја значителна забележителна промена на количеството на реактантот и на продуктот. Така, ако ова го бележиме со X дека е реактант, а ова дека со Y дека е продуктот, значи веќе не се променуваат. Тоа не значи дека на двете страни треба да е 5 и дека да е 5, така, и дека секоја зголемување ќе иде во обратна страна. Не мора да се еднакви количества на двете страни, него секоја хемиска реакција си има критична вредност при која ќе почне обратно да оди. Така, и се додека не стигне до некој си ваков баланс. Сега спрема ова можеме да изведеме дефиницијата која е за хемиска рамнотежа, која гласи вака. Значи ова е дефиницијата. Хемиска рамнотежа е состојба во која што со текот на времето нема забележителни промени на количествата на реактантите и продуктите. Значи видовме, први тука започнуваме со некое си големо количество и како што тече реакцијата се намалува и се намалува количеството, а од оваа страна се зголемува и се зголемува, оваа страна на равенството, се додека не стигна додека си состојба кај што почнува да се случува обратната реакција и ќе постане одредена рамнотежна состојба, каде што веќе не забележуваме некои си промени. Значи 6 преминува во 7 и повторно си се враќа назад, 4 преминува во 3, повторно се враќа назад и едноставно тоа се врти. Тоа да речеме дека не е некоја си забележителна промена. Нормално јас земав дека некои измислени бројки без никакви мерни единици, но ова би можело да биде дали одредено количество, одредена моли или моли на одредена одреден волумен како концентрација, или може да важи исто и за притисок и така. Сега ќе напишеме на пример хемиско равенство каде што ова се исполнува. На пример имаме CO, јагрот моноксид, кој реагира со вода, H2O, нормално водата одека ќе биде, ќе ставиме да биде како газ. Не знам, сина боја ќе биде како газ и јагрот моноксид нормално ќе биде газ. И всушност се добива вака, значи ќе направиме так. Вака и ќе ставиме тука H2, молекуларен водород кој исто е такав газ, плюс јаглерод диоксид, CO2 кој е како газ. И повторно тоа што сакаме да го запамтите дека кога имаме хемиска рамнотежа не значи дека имаме исто количество од двете страни, дека тука имаме 5 мола и дека тука имаме 5 мола. Без разлика кој учесник го гледаме или гледаме како вкупно колку имаме атоми. Значи тоа не е знак за еднакво количество од двете страни. Така, едноставно се постигнува хемиска рамнотежа. Сега ќе видиме како ова го представуваме со математика. Или некои формули како изведуваме од ова познавање. Сега, ако земеме една реакција во општ облик, ќе идеме горе, која ќе речеме дека се одвива во еден чекор, така што ќе земеме, ќе имаме А плюс ББ, сега ќе ставиме во хемиска рамнотежа и да земам некои други бои, овие две бои, се добиваат С плюс Д. Сега знаеме дека брзината на која било од овие хемиски реакции, например дали ова ќе обележиме V1 и ова ќе обележиме V2. Така знаеме дека V1 е еднакво на K по C од А, така по C од B, се тоа степенување на X или на Y, на одредениот степен, а V2 ќе биде еднакво на K по C од C, C од D, степенувано исто на, сега ќе ставиме Z и W. Сега, кога сме во состојба на хемиска рамнотежа, тоа значи дека брзината, односно одвивањето на овој
оваа хемиска реакција е еднаква со одвивањето на оваа хемиска реакција, затоа нема никаква промена. Така и двете се стремат да течат во истиот правец исто. Така што во случај на хемиска рамнотежа V1 е еднакво на V2. Ако тоа е точно, во тој случај можеме да замениме за V1 и V2, ќе го внесеме овој термин. И тоа ќе значи дека K од C од A на X со C од B на Y е еднакво на K, ова нормално ова е K1, ова ќе обрежеме со K2, ќе биде тука K1, K2, бидејќи имаат различно K, не е истото K, K2 од C од C на W, не на Z, по C од D на W. Добро, рековме дека оваа реакција се одвива во еден чекор, така што X всушност е еднакво на мало А, Y е еднакво на мало Б, Z ќе биде еднакво на мало С и W ќе биде еднакво на мало D, нели од горе наведената равенка, но може да бидат и вака X, Y, Z, W, нема врска. Ајде да не ве збунам. Сега, добро, видовме дека ова е еднакво на тоа и од таму всушност изведуваме една вредност која се нарекува KC, константа на рамнотежа, во однос на концентрација, која сега ќе видиме како изгледа. Ќе земам потокала боја. K1 врз K2 е еднакво на оваа вредност KC. Ќе набележам со големо K, ова се бележи, со мало C, KC. И тоа е еднакво на C од големо C, добро, на Z, по, добро, не морам да го бележам пото, C од D на W, врз C од A на X, по C од B на Y. И го добиваме ова, каде што нас ќе ни биде битно само овој дел. Така, нас ни е битен најмногу овој дел. Нормално и левиот дел е важен, но поентата е К се изведува експериментално, така што нема да го знаеме во најголеми случаи, мислам ќе треба да побараш од интернет литература колку е К за одредена хемиска реакција, а например концентрациите ќе ти бидат дадени, така што ќе можеш да го најдеш КЦ. И КЦ реков дека е константа на рамнотежа. Односно КЦ представува односот на десната страна од равенството, така врз односот на, мислам, врз левата страна на равенството. И сега, овдека ние користиме С, така затоа бележиме КЦ, но во голем дел индустријски процеси се користи притисокот кој го прават одредени гасови и они всушност користат точка КП. Така КП ќе биде еднакво на П од С, П од Д, така, сега брзо го пишувам, П од А и П од Б. И нормално КП ќе биде различно од КЦ. Така, значи КЦ не е еднакво на КП. Се имаат различни вредности. И за КЦ ќе разгледуваме доста, например во биохемија ќе имаме константна дисоциација на различни киселини, ќе биде поврзано нешто со пуфери, но во индустријата најчесто например е важно поради тоа што например КЦ го одредиле експериментално, така го направиле во лабораторија, ставиле, значи ја извеле оваа хемиска реакција, така, и виделе колку е КЦ, и тоа сега се запишува у книга, добро, не у книга, деска на интернет се става, и сега ти си некоја индустрија и имаш одреден раствор, така каде што го знаеш ти ова. Ти го знаеш ова, бидејќи уште не започнала хемиска реакција, да речеме. Имаш ова ти е ставено во еден сад, ова ти е ставено во другиот сад, и ти пред да ги измешаш овие две супстанци, ќе видиш колку е КЦ, ќе видиш колку имаш од овие, од А и од Б, и можеш да пресметаш колку ќе добиеш од С и од Д. Така, ќе знаеш колку производ ќе добиеш. Бидејќи знаеш дека нема целосно да реагира, дека ќе стигнат до некоја хемиска рамнотежа, така што ако знаеш колку е КЦ за одредената оваа реакција, ако знаеш колку е КЦ и знаеш колку имаш од А и од Б, можеш да пресметаш колку ќе добиеш од С и од Д. Затоа е една од причините која е важна ова КЦ,
константа на рамнотежа и кад се е различно за секоја хемиска реакција. Така зависи од кои се реактантите, кои се условите во кои се одвива реакцијата и други работи. И ние ќе видиме како различни фактори може да влијаат врз хемиска рамнотежа, дали да ќе ја носат кон десно или ќе ја носат кон лево. Така, ние значи во наредните видеа ќе разгледуваме како некои надворешни фактори, значи односно фактори во кои се одвива хемиска реакција на средината на системот кај што се одвива реакцијата, например како ќе влијаат температурата, како ќе влијаат притисокот и така натаму. Дали ќе ја поместуваат рамнотежата кон десно или ќе ја поместуваат рамнотежата кон лево. И ова исто е важно за индустриите. Добро, тоа беше се за овој видео. Сега наклучивте нешто ново за однос на хемиска рамнотежа. И тоа. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.